Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода ќе зборувам за тоа дали се чувствуваш како Желка кога го учиш македонскиот јазик. Дали си слушнала за басната за Желката и зајакот? Во претходната епизода ја обработив оваа басна, и тоа од гледна точка на зајакот, но и на Желката. И направив една анализа и споредба со усовршувањето на некоја нова вештина во нашите животи, а особено при изучување и усовршување на македонскиот јазик. Но денеска сакам да те прашам, дали се чувствуваш како Желка додека го учиш македонскиот јазик? Желката во трката тргнува со својата куќа, и тоа и представува отежнувачка околност. Тешко се движи со сиот тој товар. Се чувствува демотивирано и фрустрирано кога гледа како зајакот со своите брзи и лесни нозе има предност уште на почетокот. Колку често ти се чувствуваш вака додека го учиш и вежбаш македонскиот јазик? Или да го преформулирам моето прашање, како се чувствуваш кога го учиш македонскиот јазик? Среќно или полетно, или пак тажно и фрустрирано? Сакам да ти кажам дека нормално да имаш чувства и не треба да се срамиш од истите. Било да се чувствуваш среќно, полетно, тажно, фрустрирано или некако на некој друг начин, сосема е во ред. Знам. Сите сакаме да ги задржиме убавите чувства и да ги чувствуваме истите, а да не чувствуваме тажни чувства и да ги отфрлиме, тажните. Но сега сакам да ти кажам да го направиш сосема спротивното. Обиди се да бидеш свесна што е она што чувствуваш во моментот кога ќе се спомене усовршувањето и убаво зборување на македонски. Ако е фрустрација, во ред. Ако е вознемиреност, и тоа е во ред. Тоа е само твојот однос и твојот личен поглед кон нештата. Само ако ги гушнеш чувствата, тие ќе ја изгубат силата. Што сакам да кажам со ова? И каква врска има тоа со Желката и басната? Околината, односно публиката, не ја дава никаква шанса дека ќе успее. Сите ја гледаат како губитник. Но она што е фасцинантно е дека таа си го гледа својот пат и не се откажува. Додека сите навиваат за зајакот, таа си го гледа својот пат и продолжува на крајот и успева да победи. Токму кај неја можеме да го видиме она што претходно го споменав. Таа е свесна за своите квалитети и слабости. Од една страна знае дека е упорна и среќна е поради тоа, но од друга страна знае дека ја носи својата куќа на свој грб и дека тоа ја успорува уште повеќе. Дали се чувствува тажно? Верувам дека да. Но прашањето е што прави во врска со тоа. Дали седи некаде во некоја ќоша и кукумвачи зошто животот е така тежок? Дали седи во некоја ќоша и си мисли зошто и вреди да бидам дел, односно да учествувам во оваа трка кога публиката не ме поддржува? Дали мисли дека јас ќе победам само ако публиката ме бодри? Знаеш дека одговорот е не. И ти и јас знаеме дека одговорот е не. Но она што сакам да го потенцирам тука е што прави Желката во врска со тоа. Одговорот е едноставен. Си го гледа својот пат. Дали се чувствува лошо и фрустрирано додека гледа како зајакот ја пристигнува уште на почетокот? Секако дека да, но сепак си го гледа својот пат и продолжува со низината најголема брзина. Знам дека сме навикнати во ова ново време да ги бараме резултатите веднаш и да ги очекуваме резултатите веднаш. Така функционира човечкото битие. Тоа е тој животински инстинкт кој е всаден во нашиот мозок. Животните така функционираат.
Сакаат и очекуваат награда веднаш по стореното нешто. Но желката во басната има човечки особини. Не учи на трпеливост. Наравоучение на оваа басна е не победува талентираниот, туку упорниот. Ова басна лично многу ја сакам, бидејќи ми дава една совршена метафора за она што сакам да го кажам во врска со изучувањето и учењето на некој странски јазик или усовршувањето на било која друга вештина во нашиот живот. Кога усовршувам некоја нова вештина и се чувствувам фрустрирано и тажно, секогаш се враќам на оваа басна и се потсеќам колку е важно да се движиме и да бидеме упорни во нашата намера и цел. Колку и споро да се движам, се потсеќам дека сум желка во приказната и дека е сосема во ред да се движам споро, се додека се движам. Она што сакам да ти кажам е доколку сметаш дека немаш талент за изучување на македонскиот јазик, но имаш силна желба и волја за истиот, можам да ти бидам твојата поддршка на патот. И ти можеш да го зборуваш македонскиот јазик со леснотија. Прашањето е како? Така што ќе вежбаме и ќе зборуваме заедно. Воопшто не е важна брзината. Дали тоа ќе се случи за 1 месец, 3 месеци или 1 година. Се додека се движиш кон таа цел, ти се наоѓаш на добриот пат. Јас лично не верувам дека талентот е предуслов за успех. Успехот е можен со постојано вежбање и усовршување на вештината. Во овој случај, вежбање и усовршување на македонскиот јазик. Ако си ги слушнала претходните епизоди, може би знаеш и дека зборувам 6 јазици. Дали ми беше лесно да ги научам и зборувам? Секако дека не. Сето тоа го имам постигнато со голема желба, волја и многу труд. Да, денеска без проблем можам да се префрлам од еден јазик на друг. И многу ми е драго поради тоа. Се чувствувам среќна и благословена што имам можност денеска да ти ја пренесам оваа порека додека го слушаш овој подкаст. Како го имам постигнато тоа? Со вежбање и многу вежбање. Со грешки и пречки. Но и со волја и желба. Тоа можеш и ти да го сториш. Да бидеш во можност убаво да го зборуваш македонскиот јазик и со леснотија. Да немаш повеќе блокади во главата кога треба нешто да кажеш на македонски или да започнеш разговор. Јас сакам да бидам желката во учењето и совршувањето на некоја нова или стара вештина. Те предизвикувам и ти да бидеш желката во учењето на македонскиот јазик. Ке се движиш полека, но ке победиш. А доколку јас сакаш да ти помогнам на патот со лесноција да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода и закажи ја твојата прва бесплатна консултација. Се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.